Добре дојдовте во најновата епизода на Што има професоре. Добар ден, Валтере. Здраво. Која поред е оваа епизода? Мислам дека е број 25. 25, во ред. Немој веднаш да ми поставаш такво прашање, ме изненади. Ајде да започнеме со молитва, а потоа ќе продолжиме. Татко наш небесен, сакаме да ти заблагодариме што можеме повторно да бидеме заедно. Ти благодариме што ни даваш можност да ги водиме овие дискусии, те молиме да ги просветлиш гледачите и нашите умови со Светиот Дух и да не водиш во Христово име. Амин. Дали да продолжиме со нашата сага од минатиот пат? Се сеќаваше, нарековме теории на заговор. И некои од тие работи делуваат нереално и надувано, а сепак некако формираат еден образец, да. Зборувавме и за нашиот поглед на тоа зошто се случуваат некои необични предвидувања и ја погледнавме веб страната deagle.com и 2025 година. Инаку, Алис А. Бейли не е единствениот кој зборува за 2025-та. Како што рековме, има доста филмови во кои се спомнува таа година. Има безброј ТВ емисии во кои се зборува за 2025-та. Мораме да повторно да нагласиме дека никако не одредуваме датум овде, тоа е само она што овие луѓе го говорат. А поентата е во тоа дека ѓаволот знае нешто. Исто така разговаравме и за демонските контакти со човештвото и спомнавме дека дури и некои светски лидери, или веројатно мнозина од нив, комуницираат директно или индиректно со тие ентитети. Кога зборуваме за тие светски лидери и нивните врски, го спомнавме Роналд Реган и неговата вмешаност во тој свет, како и бил и Хилари Клинтон. Не спомнавме други, ама од моје лично искуство знам дека тоа мора да е случај и со останатите. Некои ја знаат мојата лична историја, кога му помагав на мојот дедо, токму пред неговата смрт, да ги врати сите езотериски книги, таму од каде што потекнуваа, така да кажам, во еден одреден храм, му помагав во тоа и огранокот на таа организација од овој континент мислеше дека јас сум еден од нив, бидејќи бев во друштво со мојот дедо. Се сеќавам дека бев и со мојот син, на кого што му реков, мораме да се помолиме, затоа што сега сме на непријателско тло. Бидејќи кога влеговме внатре, имаше една огромна сала, се беше во розе боја и имаше една проповедална, а од неа висеше една завеса на која што пишуваше доба на водолијата. Имаше и мегафони, односно микрофони, кои висеа од озгора и имаше распоредено седишта низ просторијата. Подосна, додека разговарав со представникот на тоа здружение, откако мојот дедо ме запозна со него, тој ми кажа дека тие тука одржуваат собери на кои што се канализираат информациите. Тој веројатно би застанал на проповедалната, а владени државници, спорски официјални лица, спомна цела низа на имиња, нема сега да ги спомнувам. Веројатно најголемиот дел од тие имиња сум ги заборавил, иако се уште паметам некои. И тие луѓе доаѓаат за да добиваат информации и инструкции за тоа како да постапуваат. Ми покажа исто така и писма кои му биле напишани на председателот на Соединетите Американски држави и до премиерите на Англија, покажувајќи ми на тој начин дека е во контакт со високи државници и повратни писма кои ги примил од нив, како тие се заблагодаруваат на информациите и велат дека ќе ги применат во најбрз можен рок. Кога заминавме од таму, мојот дедо беше запрепастен.
И ми рече дека не беше убаво од мене што извлекло информации на таков начин, ставајќи ги во заблуда дека сум еден од нив. Така да тоа се работи кои лично ги имам доживеано. А во подоснежните приличи, кога таа конкретна личност почина, јас се вратив таму за да земам некои од книгите на Блаватски за сите оние на кои им е позната мојата лична историја. И она што ме фасцинираше при средбата со еден од тамошните луѓе беше тоа што тој рече, кога ќе стигнете до Блаватски, тогаш сте стигнале до врвот. Значи тоа е највисокото ниво на кое можете да се најдете. Она што тогаш беше исто така фасцинантно за мене е и неговата поврзаност, според неговите собствени тврдења, со теолошките школи и со обуката што некои теолози ја добиваат од тие езотерични извори, што ми говори дека Вавилон е паднат и тоа дефинитивно паднат. Значи, тоа е моје лично искуство. Луѓето можеби ќе рече дека измислувам. Но со себе секојаш имав сведоци. Но знаете, тоа се работи кои така се случија. Има една Божја заповед која вели не сведочи лажно. Значи јас не можам да го порекнувам своето лично искуство. Знам дека постојат тие врски. Го видов тоа со моји очи. Но за среќа никогаш не бев вмешан во тоа. Значи да, тие работи се вистинити. Потоа во претходната епизода зборувавме за тоа чудно предвидување на големи разорувања и пад на популацијата, исчезнување на градови. И не станува збор за миграција, бидејќи сите ќе одат на југ. Рекува дека не станува збор за војна, дека нема да бидат заразни болести, а некои народи како што се народите во Кина и Индија ќе го задржат истиот број на популација како и Русија. Но кога ќе го погледнете христијанскиот свет, Германија, Англија, Соединетите американски држави, па и Канада, Австралија, Нов Зеланд, сите тие ќе доживеат голем пат на бројот на населението, што е неверојатно. Нивната економија ќе биде целосно уништена според овие предвидувања. Но ние нема да се држиме до овие предвидувања. Ние имаме поинаков филтер, а тоа е Библијата. Мислам дека треба да продолжиме и да кажеме што вели во овој момент нашиот филтер. Наместо да зборуваме за тоа што велат теоретичарите на завери или какви се предвидувањата, треба да се прашаме што вели нашиот филтер, што велат на таа тема Библијата и духот на прошлото, па сето тоа ќе се обидеме да го ставиме во една јасна слика. Да почнеме. Имаме предупредување, излегувајте од градовите. Ова предупредување го имаме веќе подолго време, зарем не? Ако го погледнеме тоа масовно намалување на бројот на жители, кое некои луѓе го предвидуваат, и ако тоа го префрлиме во времето на Божјата правда и неговите казни, тогаш тоа не мора да биде пандемија, не мора да биде ова или она, не мора дури ни војна да биде. Тоа може да биде единствено Божја казна. Сме имале предупредувања и ако во Библијата и тука исто така имаме предупредување, излегувајте од градовите. Ерусалим е еден од тие градови кој е употребен како пример. Излезете од ќе биде уништен. Тоа не го вели Библијата. Ако тоа се примени на последното време, станува доста важно да обратиме внимание на овие работи. А тука ни е и Лот. Не му беше речено да не оди во градот, а откако отишел бил предупреден да го напушти градот. Да, морал да излезе, а му било многу тешко да го стори тоа. Да, тоа не е така лесно. Еве еден цитат од последните настани. Кога еден народ длабоки навлезе во гревот, во него секојаш треба да се слуша еден глас. Некој што ќе предупредува и советува, како што тоа го правил Лот во Содом. Сепак Лот ќе имал можност да го сочува своето семејство од многу зла, ако не го изградил својот дом во овој зол и расипан град.
Се што Лот и неговото семејство работеле во Содом, можеле да го работат и живеејќи во некое место подалеку од градот. Ова е доста добар совет, да. Што туку имавме прилично разорна недела во смислу на она што се може да се случи во градовите. Ајде да погледнеме што ни прикажа овој мал видео клип. Овие страшни случаи кои се случија во Бејрут не се директна Божја казна. Ова било човечко невнимание. Секако имаше различни извештаи, подоцна некој зборува за завера, но ајде да се држиме до постоечката состојба и медиумските извештаи. Ова било несреќа која само чекала да се случи, заради човечка немарност и така натаму. Но кога не би биле во градот, тогаш не би го преживеале сето ова. Што ако вакви работи почнат да се случуваат во голем обем? Што ако Божите казни доаѓаат на овој свет заради беззаконијата? Понекогаш Бог ги прави овие работи или ги дозволува за луѓето се разбудат, зар не? Бејрутска експлозија. Спасителе безпомошно бараат преживеани, додека Либанската престолница се соочува со големо разорување. Ова се страшни несреќи. Во градовите луѓето се збиени и се што се случува во нив има влијание и врз вас, пороци, криминал. И сето тоа. Како народ кој ги држи Божите заповеди, ние мораме да ги напуштиме градовите. По углед на Енох мораме да работиме во градовите, но не и да живееме во нив. Ако работите во градовите, нешто може и вам да ви се случи додека сте на работа таму. Бог го знае тоа. Ајде на луѓето да им дадеме малку надеж. Еден мој пријател секојаш вели, човекот е бесмртен, се додека не се заврши неговата работа. И знаеме дека Бог, во својата милост, мнозина ќе заспие пред последните настани, бидејќи луѓето едноставно нема да можат да го поднесат сето тоа. Значи, мораме да бидеме реални. Нема да биде едноставно. Предупредени сме дека можеме да работиме во градовите, но не и да живееме во нив. Ако нешто сепак ви се случи, додека сте во градовите, Бог знае, и тоа е само дел од секунда. Ветувањата кои Бог ги има за својот народ се неверојатни. И ако сме по природа плашливи, треба да ги читаме тие ветувања. Јас во мојата Библијата ги имам означено сите места каде што има ветување со буквата В. И кога ја читате Библијата и пронајдете некое место каде ќе најдете некое храбрување, означете го со буквата В, бидејќи Бог не лаже. И секое ветување во Библијата постои заради неговиот народ. Но Бог никогаш не ветил дека никогаш нема да ви се случи некоја несреќа. Ако Бог ветил дека доколку и ве снајде нешто, тој има се под своја контрола. Тој е се уште тука. Ако е негов план да не ја преживеете таа несреќа,
И тогаш тоа ќе биде најдобро решение. Тоа е неговиот план. Значи, Бог има се под контрола. Мораме да му веруваме на Бога. Мораме да имаме ист став како и Јов. Дури ако ме убие, ќе му верувам. Градовите треба да ги обработуваме однадвор, Божиот глас рече. Зарем градовите не треба да бидат предупредени? Да, но тоа не треба да го стори Божиот народ кој ќе живее во градовите, туку Божиот народ кој ќе доаѓа во нив за да ги предупреди на она што ќе ја снајде земјата. Значи нешто навистина доаѓа. И кога ќе почне да се случува сето тоа, а нешто од тоа секако ќе се случи и пред крајот на времето на милост. Бидејќи ако ова треба да биде поттик за промени, каков е смисолот ако времето на проба се заврши, зарем не? Библијата злата после крајот на времето на милоста ги нарекува 7 последни зла. Да. Значи, ако тоа се последни зла, ќе има зла и предходно. И Библијата вели дека тогаш ќе се излее Божиот гнев без никакви додатоци, со други зборови без милост. Некои од овие уништувања всушност се милост. Да. Некои од нашите градови сега се толку расипани и во ни владее отворен отпад и став на отворено спротивставување на Бога. Така што дури луѓето велат, Господи, уште колку долго ќе го толерираш сето ова. Тоа покажува колку Господ е стрплив, да. И кога ќе се случи тоа, да речеме ќе се случи и градот ќе биде уништен. Да речеме дека цел град е уништен и милиони луѓе изгубат своите животи. Колку луѓе загинаа во Бејрут? Велат преку 200, преку 400 исчезнати и илјадници повредени. Ова беше прилично грозоморен настан. А што ако беше уништен целиот град? Дали луѓето тогаш би почнале да размислуваат? Може би. Пред многу години ми беше дадена особена светлина дека центрите на нашето дело не треба да бидат во градовите. Метежот и бркотницата во тие градови, околностите што ги создале работничките синдикати и штрајковите, би се покажале како голема пречка во нашата работа. Појдете само во Соединетите Американски држави во овој миг и пробајте да проповедате во некои од тамошните градови кои се полни со немир. Да ги наречеме тие луѓе протестанти, тие така наречени мирни протести кои доведуваат до палење на цркви, па се прашувам, како што рече, кога би се обиделе тамо да проповедате, колку успешни би биле. Исто така си помислив за луѓето кои велат дека би требало да му се придружиме на движењето заради социјалните импликации и така натаму. Дали таквите помислиле да влезат среде протестите и да го шират Евангелието? Мислам дека не би биле многу успешни, но не е важно. Бидете сигурни дека ги повикувам нашите верници да се сместат на километри оддалеченост од големите градови. Она експлозија во Бејрут се почувствувала надалечено од 200 километри. Тоа е неверојатно. Не велам дека треба да се оддалечите на 200 километри од градовите, но ова е секако добар совет. Бидете сигурни дека ги повикувам нашите верници се сместат на километри оддалеченост од големите градови. Еден поглед на Сан Франциско, каков што е денес, ќе му проговори на вашиот здрав разум, укажувајќи ви на потребата да излезете од градовите. Немојте да воспоставувате установи во градовите, туку побарајте за таа намена некоја рурална област. Повикот гласи: излезете од нив и одвојте се. Самата атмосфера во градот е загадена. Вашите училишта нека се основаат подалеку од градовите, каде што можете да се занимавате со земјоделство и со други занимања. Тоа од секојаш бил Божи начин, да не се населуваме во градовите. Каин бил првиот градител на градови. Да. И Енок бил задолжен за тоа, неговиот син. Ова не е нели добриот Енок, ова е Каиновиот син.
И масонскиот ред своето потекло го води токму од тој Енох. Морали и догма своето потекло го поврзуваат со Енох, Каиновиот син. Ова е едноставно неверојатно. А луѓето не сакаат да го видат тоа и си мислат, па, кој е тој Алберт Пайк и тој масонски ред? Кога бев во храмот на 33-тиот степен, таа му пуштаат туристи во обиколка и јас имав огромна желба да видам што се случува надвор од тој дел предвиден за туристи. Па ми се јави силна потреба да истражувам наоколу. И така се сипнавме долу и дојдовме до дел во кој се наоѓаше музеј на Алберт Пайк, во кој се наоѓаат неговите лични работи, неговото луле, неговите книги, библиотека и се останато. И доека одевме наоколу, некој не забележа и почна да вика, ни рече дека стоиме на свето место. Тоа е една масивна зграда во Вашингтон, каде што собираат сите високи политичари. И јас си реков, заради што место во свето? Дали во близина има тоалет? Ти рекоа, не, овде се наоѓаат остатоците на Алберт Пайк. Па затоа ова е свето место. Овој спроводник на луциферијанската доктрина. Луѓето не сваќаат дека овие работи се вистините, дека тоа на вистина се случува. Не знам зошто Бог во својата милост ми дозволи да видам некои од тие работи во мојот живот. Можеби за да можам со некаков авторитет, а не од ти реков ми рече да му покажам на светот дека овој свет е длабоко навлезен во злото. Мораме да се дистанцираме од овие работи. Зарем тоа не ви даде поинаков поглед на библискиот текст во кој се вели дека нашата борба не е против крв и месо? Апсолутно. Веројатно ова ти помогнало, бидејќи многу од нас кои не сме имале вакви искуства, не сваќаме во потполност дека се води голема борба на духовно ниво. А измамата. Јас имав во својот дом секаков вид на демонски активности. Тука се вмеша и црквата, римокатоличката црква. И нивните екзорцисти некако како да ја средија ситуацијата, но кога сватив дека и тоа е измама, веднаш ме повикаа по телефон и ми рекоа, вашиот татко има проблем заради вас. Дури и на другиот крај од светот, и тој сега страда во чистилиштето заради тоа што вие го правите, а јас само си ја читав Библијата. Реков, извините, а како знаете дека мојот татко страда во чистилиштето? Кој ви го кажа тоа? А екзорцистот ми рече, ми кажаа честните сестри. Тие комуницираат со духовите и духовите им го кажале тоа. Тоа време веќе знаев дека не постои чистилиште, Библијата не познава такво нешто. А мртвите не спијат. Тоа е една луциферијанска доктрина, дека мртвите активно живеат, како што рековме во претходната епизода. Значи, оваа голема обмана беше крајниот нивен обид повторно да ме вратат. И тие нешта навистина се случија, тоа не е некој спореден настан. Ова беше вистинито. И овој човек, овој екзорцист кој се расправаше со целата ситуација во мојот дом, како можеше однапред да знае што се случуваше во мојот дом? Просто неверојатно. Луѓето кои велат дека тоа се теории на завера, кои растат заштитени од сето тоа, немаат представа дека тоа е стварно. Интересно е дека спомна дека тоа бил последниот обид на сатаната да ве привлече назад. Зарем не мисли дека ова исто така ќе биде еден од последните обиди во светот? Апсолутно. Тој ќе ја демонстрира својата незнабожичка сила. Тој ќе се покаже
И луѓето кои не читаат Библија, ќе го прифатат. Например, ако некој не верува во овие работи и некој ваш починат роднина ви се покаже, ќе биде тешко да не поверуваш дека тоа е вистинска представа. Апсолутно. Вие би воздивнале на тоа и би се запрашале што се случува. Замислете си го родител, че што починато дете му се појавува. Јас имам многу необични искуства во мојот живот. Се сеќавам кога ми почина татко ми. Со оглед на неверојатните околности, јас бев единствениот покрај неговата смртна постела и имав бдеење покрај неговата смртна постела. Тој умре мирно, едноставно престана да дише. И кога во целост престана да дише, се исправи во креветот и вака ги рашири рацете. На мене тоа остави многу силен впечаток. Јас тогаш се уште не бев верник, се уште не бев христијанин, се уште бев атеист, односно бев спиритист, бев окултист. Го имаше тој поглед и потоа падна и умре. Доека се возев кон дома, јас во суштина разговарав со него како да седеше со мене во автомобилот. А кога дојдов дома, се случи најчудното нешто. Луѓето ги речат дека сум потполно луд, но дали бев луд кога подоцна екзорцистот во мојот дом леташе како крпена кукла? Што беше тоа што го фрлаше по куќата? Што беше тоа што го земаше и фрлаше? Ништо? Дефинитивно не е дека било ништо. Дефинитивно не беше ништо. Значи, сакам само да им кажам на гледачите дека овие работи се реални. Постои демонски свет и тој свет го довел светот во крајна фаза на бунт. Нашата единствена сигурност е во Божјото Слово. Не можете да им верувате на собствените очи. Мора да верувате дека Божјото Слово е вистината. И не смеете да им верувате на своите очи. Ако вашиот прадедо се појави пред вас, изгледајќи целосно исто како што го паметите од фотографија, тоа не е никаков доказ, затоа што Библијата вели дека мртвите не знаат ништо, тие немаат ништо на овој свет, тие спијат, тие го чекаат воскресението. Ако го погледнете Сан Франциско, град за кого имаме опомени во духот на прошлото, тој е во прилично лоша состојба. Многу нешта се случиле во Сан Франциско. Бил разорен со земјотрес и луѓето биле предупредени во таа фаза да го напуштат Сан Франциско, но мнозина се вратиле назад во градот. Тој стана епицентар на хипи движењето, кој секако исто така беше изрежирано од страната на језуитите. Потоа New Age, ерата на водолијата, која ја спомна порано, златната ера и ерата на водолијата. Целото тоа движење започнало во Сан Франциско исто така. Исто така и движењето на алтернативен начин на живење, сето тоа потекнува од Сан Франциско. Тој е како модерен Содом и Гомор. Да видиме што рекол Доналд Трамп за овој град. За време на празникот претседателот Трамп гласно го обвинил гувернерот на Калифорнија заради тоа што не го решил проблемот со бескуќниците во Сан Франциско. Во еден твит тој вели дека округот во Калифорнија со кој управува Ненси Пелоси рапидно станува еден од најлошите во САД кога станува збор за бескуќниците и криминалот. Сето тоа така брзо се влошило, што таа целосно ја изгубила контролата и заедно со низиниот подеднакво неспособен гувернер представува многу тажна клетка. Тој исто така рекол дека доколку гувернерот не може да го среди тој проблем, ќе се вмеша федералната влада. Надзорникот на Сан Франциско Мет Хејни рече дека проблемот станува се поголем. Бројот на бескуќниците во последните 2 години се покачил на 9000 луѓе. Кога еднаш градот ќе доживее морален пат, потоа му се уништува и инфраструктурата и сите останати работи. Еве еден напис кој вели зошто бројот на бескуќниците во Сан Франциско се зголемува.
Повеќе од 25.000 луѓе се сметаат за безкуќници, ценејќи според неодамнешната евиденција која е спроведена во Сан Франциско. Ова е неверојатно. Тоа е голем број на луѓе. А ова е богата земја. Ова секако не е ништо во споредба со земјите од третиот свет. Ако само отидете во Индија или нашата земја, Јужна Африка, е страшно жалосно и луѓето страдаат. И се прашуваме колку долго Бог ќе гледа на човештвото во една ваква состојба. Господ го повикува својот народ да се насели надвор од градовите, зашто во оној миг во кој не се надевате, оган и суфур ќе паднат од небото на тие градови. Во согласност со нивните гревови ќе биде нивната посета. Кога еден град ќе биде уништен, нашите верници да не го земаат несериозно тој настан и да не помислат дека можат, доколку околностите им го дозволат тоа, да се изградат домови во тој разорнат град. Ова е интересен цитат, да. Значи овде слушаме дека градовите ќе бидат уништени. Со оган и суфур. Да, со оган и суфур. Како беше уништен Сан Франциско, со земјотрес. Во еден град е уништен, не градете повторно таму. Дали Божиот народ повторно градил таму? Да, мнози не го имаат направено тоа. Со други зборови, ако овој град веќе еднаш го стигнала Божја казна, може ли повторно да го стигне? Да. Дали е можно Бог да истори оган и суфур и да уништува градови дури и пред крајот на времето на милост? Да. За тоа да биде како подготовка. Дали тоа може да го намали бројот на жители и да ги наведе другите на размислување? Мислам дека може. И да ги предупреди повторно да не градат домови во тој град, да не се враќаат назад. Сите кои би сакале да го разберат значењето на овие зборови, да ја читаат 11-та глава од Откровението. Значи сега, уништувањето на градовите го поврзуваме со книгата на Откровението. Читате го секој стих и видите што уште треба да се случи во градовите. Читате ги и сцените кои што се опишани во 18-та глава од истата книга. Значи имаме наредби според кои треба да постапуваме. А тоа е следно. Штом ќе ги видиме настаните што денес се случуваат во светот и кога ќе ги видиме знаците на тие деструктивни елементи, треба да го читаме 11-тото поглавје од Откровението. Па мислам дека треба да го направиме тоа. Да. Мораме исто така да ги читаме и сцените опишани во Откровение 18-то поглавје. Значи треба да направиме едно библиско проучување. Значи едното е типско во историски смисол, а другото е антитипско. Ајде да го погледнеме тоа. Но пред тоа имаме еден многу интересен цитат од големата борба. 7 години еден човек ги објавувал низ улиците на Ерусалим несреките што ќе го снајдат градот. Ден и ноќ тој пеел чудна тажанка. Глас од исток, глас од запад, глас од 4 краја. Глас против Ерусалим и против храмот. Глас против младоженецот и невестата. Глас против целиот народ. Ова чудно суштество го фрлиле во затвор и го тепале со камење. Но не извлекле од неговата уста никаков глас. На навредите и измачувањата тој само одговорал: тешко, тешко на Ерусалим, тешко на неговите жители. Не престанал со своите опомени, доека не губиле за време на обсадата што ја предскажал. 7 години овој човек одел наоколу и го предупредувал градот. Но можно ли е некој тоа да го прави во времето во кое што ние живееме? Ајде да погледнеме. Тешко тебе, Америко, бидејќи ти дојде судниот час. Помина првата неволја, внимавај на следната. Улиците на твоите градови ќе се претворат во ѓубриште, а небото ќе ти биде преполно со чад. Оган ќе падне од небото и тогаш ќе знаеш дека јас сум Господ твојот Бог. Покај се, Америко.
бидејќи се приближи Божјето царство. Пред 3,5 години Господ ми наложи да ја предупредам Америка. Треба да се покажеш во прав и пепел и да му се вратиш на Господа и тој ќе ти се смилува. Божјата казна е насекаде околу нас. Бура се спрема на нашата земја. Мораме да се покаеме. Ова мене ми е многу интересно. Еве човек кој тврди дека пред 3,5 години Бог му наложил да почне да го предупредува народот. И тој го прави тоа. Значи поминаа 3,5 години. Тоа би значило ако оној другиот проповедал 7 години, тоа значи дека има уште 3,5 години. Но ајде да не навлегуваме во тоа, ќе западнеме во неволја. Математиката е секогаш проблематична работа. Ние не велиме дека ова е крај. Само сакам да кажам дека постојат некои интересни паралели. Се случуваат некои интересни работи. Но не можете да кажете дека се само интересни. Да. Интересно е. Ајде да прочитаме уште нешто. Овојот преглед и гласник. Ерусалим беше изгубен заради своето тврдоглаво одбивање да ја признае вистината. Тоа е токму она што светот го прави денес. Луѓето одбиваат да ја видат вистината која е јасно и откриена во Божјото Слово. Тоа е стандардот, зарем не Божјото Слово. На така вели Господ, воопшто не се обраќа внимание. Додека на човечките зборови им се придава голема важност. И како што биле казнети жителите на Ерусалим, така ќе бидат казнети и оние кои одбиваат да ја примат вистината. Бог ќе не наведе да сватиме дека преку Ерусалим е представен светот. Христовите зборови во врска со уништувањето на Ерусалим треба секогаш да се поврзуваат со уште пострашното уништување на светот. Знаеме дека светот ќе биде уништен на самиот крај со злата, а посебно со последното зло, кога ќе има голем град и огромен земјотрес. Но пред тоа ќе има Божји казни на земјата и тоа не е време да се биде во градовите, зарем не? Точно. Додека се повлекува Божјиот дух, а 4 ангели почнуваат да ги отпуштаат ветриштата. Да се вратиме на кратко на Deagle.com, каде што се вели дека тие места, а посебно го спомнуваат христијанскиот свет, а ако го анализираме тоа, тие не го велат тоа, ние го велиме тоа, само гледајќи во цифрите. Тие места ќе бидат најтешко погодени. Тоа е можно. Но тие не треба како Исав да се радуваат што големите непријатели на Западот се уништени, затоа што и нив ќе ги стигнат неволи. Тоа е само нивна пуста желба дека нема да бидат погодени. Бидејќи пророштвото во книгата на Даниел кажува дека кога карпата ќе удри, колку ќе остане од овој политички систем на оваа планета? Ништо нема да остане. Ќе остане само прашина. И што ќе се случи со прашината, дури и таа ќе биде збришена, ништо нема да остане, целиот свет ќе биде уништен. Поентата е да не гледаме со подценување на сето ова. Не говорите им на луѓето дека времето се уште не е дојдено. Таа многу јасно кажала дека времето е дојдено. Ние требаше тоа да го направиме одамна. Не требаше никогаш да се враќаме и да градиме куќи во градовите кои Бог веќе ги уништил, како што е случајот со Сан Франциско. Значи, последниот град во кој би сакале да бидете е посебно оној кој веќе еднаш примил Божја казна и секако не се покајал. Погледнете само како постапуваат и какви плодови имаат. Како започна целиот свет на дрогата. Зарем не започна во Сан Франциско? И денес, како што гледаме, не е ништо подобро. Еве уште еден цитат. Исус не им одговорил на своите ученици така што посебно го издвоил уништувањето на Ерусалим и последниот голем ден на своето доаѓање. Градот Ерусалим го представувал целиот свет
И зборовите кои ги изговорил во врска со неговото уништување треба да се поврзат со уште пострашното големо светско уништување. Ова е страшно, да. Ако помислите на Ерусалим, луѓето таму гладувале, ги јадале своите собствени деца. Луѓето ќе рече дека шириме страв, но не сме такви. Ние даваме предупредување. Точно. А ова е предупредување кое сам Бог им го дал на своите ученици. Кога ќе видите дека овој град е опколен со војска и дека го поставуваат својот лажен стандард на праведност, излегувајте. Излегувајте, тој град ќе биде уништен. Тие си ги јадале собствените деца и кога тој град бил конечно уништен, на километри наоколу имало распетија, луѓето биле убивани. И овде се вели дека разорнувањата треба да бидат поврзани со уште пострашното светско уништување. Додека зборувал за Ерусалим, неговите пророчки зборови досегале и преку тој настан се до пожарот кој ќе се случи оној ден кога Господ ќе стане да ги казни жителите на земјата заради нивното беззаконие. Кој ќе казнува? Бог. Дали ога може да падне од небото? Да. Дури и оној градски гласник рече дека оган ќе падне од небото. А тоа ни се кажува и во духот на пророштвото. Описот на овие два настана се помешани и целата тема е предупредување за оние кои ќе живеат во последните сцени од историјата на земјата. Значи не шириме страв, туку даваме предупредување. Да. И ако сме верни стражари, тогаш мораме да предупредуваме. Значи, предупредени сме да ја проучуваме книгата на Откровението, посебно 11 поглавје. Пред да преминеме 11 поглавје, можам ли да ве прашам, кога веќе зборуваме за напуштање на градовите, дали можете да дадете некој краток, практичен совет за луѓето кои моментално се наоѓаат во градовите, а може би сакаат да ги напуштат? Секојаш Господ е тој кој го отвара патот. Знаете, Исаја вели, мојот народ нема да замине на брзина. Секако, ако одолговркувате, може би ќе морате да заминете на брзина. Мнозина секако заминале на брзина. Каква е процедурата, значи? Па ниту еден човек не може да ви каже кои се вашите должности и ниту еден човек не може да ви каже каде дојдете и што да правите. Вие морате да паднете на колена и да го молите Бога да ви го отвори патот. Морате да се повикувате на Божите ветувања, но не можете само да чекате и да ви падне од небо. Морате некои работи да ги ставите во движење. Морате да ги испуштите нозите во реката Јордан. Значи, ако живеете во град, мој совет е да се отарасите од имото што го поседувате во градот и да се преселите надвор од градот, ако е воопшто можно. Секако доколку не сте во можност, тогаш Бог ќе се погрижи за тоа. Тогаш имајте доверба во Господа и Тој ќе се погрижи за тоа. Дури ако спиете, и тоа ќе биде во Негови раце. Тоа е само за момент. Значи, главното е да имате доверба, вера, да се повикувате на ветувањата и ако Бог ви ја отвори вратата, тогаш поминете преку неа. Ви благодарам. Ајде да го погледнеме Откровение 11 поглавје. И ми беше дадена мерачка трска слична на стап. И ми беше речено, стани и измери го Божиот храм. Да застанеме овде. Ќе одиме постепено. Како ни беше кажано да го читаме во поглавје? Детално. Секој стих. Библијата јасно вели, Павле ни кажува, дека црквата е Божи храм. Ти си храм на живиот Бог. Ке има мерачка трска, односно стап да го измери храмот и жртвеникот и оние кои се поклонуваат во него. Значи црквата е Божиот храм.
жртвеникот е во смисол на она во што веруваат, во смисол на жртвата која беше принесена за нивните греови, она како тие се однесуваат кон тоа, зарем не? И луѓето кои се наоѓаат во црквата. Значи тоа е детално мерење на целокупниот систем, структура, систем на верување и на поединецот. Тоа ќе биде измерено. Ќе биде измерено дали вие се вклопувате во тоа. Со што ќе бидете измерени? Со Божјото Слово. Значи, веќе во првиот стих ни се вели дека пресудата започнува од Божјиот дом. Ќе бидат испробани. Значи, црквата ќе биде на проверка. Системот на верувања и секој поединец кој тврди дека е во рамките на таа структура и систем на верување. Дали денес имаме многу показатели, како што тоа било во времето на Ерусалим, дека не е се како што треба во Божиот дом? Да. Постојат ли многу гласови кои го зборуваат спротивното од она што го вели Божјото Слово и духот на пророштвото? Да. Дали тоа е причината да се каже дека целата црква се наоѓа во отпад? Не. Не. Затоа, зошто тогаш Бог би ја мерел за да види што останало од храмот? Што се уште останало во склад со системот на богослужение и кој се уште останал во склад со тоа. Значи, ќе има мерање. Многу луѓе ја судат црквата според нејзините верници. Не можете тоа да го правите. Црквата има учења за стандардите, структурата, науката. И ако луѓето во таа црква не ги следат тие учења, тоа не значи дека проблемот е во црквата. Јас секојаш имам таа идеја во главата за тоа како Бог функционира. Сум го кажувал тоа во своите искуства многу пати, но случката која секојаш ја издвојувам е од една од земјите од поранешниот комунистички блок во која држев евангелизација и пасторот кој беше одреден да учествува на таа евангелизација беше еден млад човек кој беше исклучително либерален. Имаше за 180 степени спротивни сваќања во однос на сето она за што јас се залагав и воопшто не беше заинтересиран за тоа. Беше целосно одсутен и беше заинтересиран само за музика и пеење и за уживање и сите тие пораки за последното време, тоа за него беше едно страшно губење на време. Доаѓаше со гитара закачена на вратот и некако се обидуваше да го одложи предавањето колку што можеше повеќе. И неговиот израз на лицето ми зборуваше дека не бевме на истата бранова должина. Беше навистина тешко да се држи евангелизација под едни такви околности. Но го направив тоа и ги одржав сите предавања. А тој цело време се противеше. Но пред самиот крај, одеднаш целото негово држање се промени, се смени. И тој стана многу сериозен. Ми прииде и ми рече, како да бил погоден од гром. Јас бев целосно изненаден. Не мислев дека ќе слушаш што зборував. Никојаш не слуша ни зборот она што го зборував, го нервирав. Не му се допаѓаше пораката. Го прашав што се случи. Ми рече, разговарав со мојата баба. И таа пред некоја вечер ми рече, сега можам да умрам во мир.
Бидејќи сега знам дека старата адвентистичка порака е се уште жива и се проповеда по светот. И тоа го погодило. Не она што јас го проповедав, туку она што му го рекла неговата баба. Тоа го погодило. Јас не знам кој ќе се разбуди. Не можам да бидам тој кој ќе суди. Кога јас би морал да им судам на сите луѓе, би го правил тоа според собствен стандард. Фала му на Бога што тој е оној кој го има стапот за мерење. Но ако своеволно сте непослушни, или дури ако своеволно се наоѓате во незнаење, тогаш доаѓате на овој суд. Ако учењата на одредено црковно тело не се служуваат со Божјото Слово, тогаш морате да излезете од тоа црковно тело. Точно, морате да излезете. Не е важно ако вашиот локален пастор не го проповеда истото што и тоа црковно тело. Таа црква и понатаму потпаѓа по тоа црковно тело. Значи, во право сте. Луѓето велат, например, знам дека мојата црква официјално учи ова или она, да речеме дека учи за предестинација. И знам дека тоа не е библиски, но мојот локален пастор не се грижи многу околу тоа, па јас сум во ред. Но не, ако тоа црковно тело погрешно учи, тогаш мора да го напуштите. Но ако тоа црковно тело учи библиски науки, а вие не се придржувате на тие науки како поединец, тоа што е Божи проблем. Да. Пред, ајде да продолжиме со Откровение 11 глава. Значи, првиот стих ни зборува за тоа дека Бог ќе примени стандард на мерење. А надворешниот двор на храмот остави го и не мери го, зашто им е даден на народите, и тие ќе го газат светиот град 42 месеца. Значи, надворешниот двор е за незнабожците, народи, кои се надвор, и тие ќе го газат градот, што е во основа вистина. За време од 42 месеца. Овој број 42 месеца е исто што и 1260 дена, односно 3,5 пророчки години. Тоа може да ви го каже и паралелизмот. Например, во Откровение 12 поглавје се зборува, например, за црквата, пустината и за временска рамка од 1260 дена. А во паралелен текст се вели црква, пустина, 42 месеца. И така знаете дека тоа е едно исто. Време, време и половина време. Да. Еврејската година имала 360 дена, значи 3,5 помножено со 360 ни дава 1260. 1260 дена е потполно истиот период. Еврејскиот месец имал 30 дена, 43 по 30, 1260. Че ова се однесува на времето кога незнабожечките народи ќе газат вистината 42 месеца. Тоа се однесува на периодот на папската доминација во периодот од 538 до 1798 година, кога Бог ќе му дозволи на отпаднатиот лажен систем да се издигне. Тоа е, например, спротивно на науката за жртвеникот. Ова е важно, затоа што жртвеникот го символизира жртвеното јагне, кое е умрело заради гревовите на светот. Рим, како што и порано видовме, учеше дека нашите дела ќе бидат средства за спасение. Рим учеше, односно се уште учи, дека вие самите ќе си платите за вашите гревови, дури и после вашата смрт на местото наречено чистилиште. Значи, тие во целост ја уништуваат веста за спасението преку вера. Тие тоа го нарекуваат анатема. Значи, за време од 42 пророчки месеци, или до 260 дена, а еден ден се смета како година, значи или до 260 години, овој систем ќе ја напаѓа црквата. Доктрината на црквата и поединците од црквата. И ќе им дадам на двајца мои сведоци облечени во вреки да пророкуваат 1260
денови. Го гледате ли паралелизмот? 42 месеца, а овде се даден 1260 дена. Тоа е истиот временски период. И тие се облечени во вреки. Мораме да знаеме кои се тие двајца сведоци. Тие не може да бидат двајца поединци во буквален смисол. А зошто не? Затоа што ова е пророчки временски период и тие нема да пророкуваат како луѓе во буквален смисол во текот на 1260 години. Значи, Библијата мора да ни каже кои се тие два сведока. И еве ни кажува кои се. Тие се две маслинови дрвја и два светилника, кои стојат пред Господарот на земјата. Светилникот дава светлина, нели? Твоето слово е светилка на моите нозе и светлина на мојата патека. Значи, станува збор за Божјото слово. Тие ќе пророкуваат, со други зборови ќе ја проповедаат вистината, но во вреки. Ќе бидат потиснати, ќе бидат попречувани, а тие ќе проповедаат и покрај сето тоа. И ако некој сака да им напакости, оган излегува од нивната уста и ги проголтува нивните непријатели. И ако некој сака да им напакости, треба така да биде убиен. Немојте да си играте со Божјото слово. Имавме цела епизода за тоа, зар не? Значи, оваа иста сила која гази по градот е истата сила која си поигрува со Божјото слово. И тие ќе бидат изгорени, бидејќи оган излегува од нивните усти. Ќе бидат уништени со оган. Интересно е, ако погледнеме библиски настани и казни. Проститутките биле казнувани со каменување, а во еден случај, кога свештеничката керка се проституирала, таа била запалена. Значи, ова е свештенички систем кој ќе биде уништен со оган. И Божјото слово е тоа кое ве осудува. Ајде да погледнеме паралелен текст од книгата на пророкот Захарија, глава 4, стих 3, каде што се говори за две маслинови дрвја, за кои што доку прочитавме во Откровение 11. Две маслинови стебла се покрај него, едното оддесно, другото одлево. Му се обратив на ангелот кој зборуваше со мене и го прашав: што е тоа, Господару? Ангелот кој зборуваше со мене ми одговори: зар не знаеш што е тоа? Јас реков: не, Господару. Тогаш тој им одговори вака: еве ги Господовите зборови на Зоровавела. Значи, еве го одговорот. Тоа е паралелниот текст. Еве ги Господовите зборови на Зоровавела. Не со сила, ни со снага, туку со мојот дух, слово е на Господа над војските. Тоа е нашето оружје. Како што рекол Мартин Лутер, нека умовите се судрат, но песниците нека останат спуштени. Нашето оружје е Божјото слово. Така вели Господ. Во Откровение 11, во текот на 1260 години, Божјото слово било потиснувано. Ако сте ја читале Библијата на мајчин јазик, Рим ве казнувал со смрт. Нема никаков сомнеш дека го правил тоа. Захарија 4.11. Тогаш проговорив и го прашав: што се оние две маслинови дрва оддесно и одлево на светилникот? Зарем што туку не прочитавме за ова во Откровение? Да. Пак проговорив и го прашав: што се оние две маслинови гранчиња што низ две златни цевки дотуруваат масло? Тој ми одговори: зар не знаеш што е тоа? Одговорив: не, Господар. Тој рече: тоа се два помазаника кои стојат пред Господарот на целата земја. Тоа е многу сличен речник, да. Пате можеби можете да ставите линк на серијата за Захарија која беше снимена. Значи, маслото го представува Светиот Дух. Значи, Светиот Дух дава моќ на Словото
кој понатаму се пренесува во светот. А двата помазаника ги имаме во Откровение 11, што представуваат тие? Тие го представуваат Стариот и Новиот Завет, бидејќи тоа е Божјото Слово. Која е разликата меѓу Стариот и Новиот Завет? Стариот Завет е типското Божјо Слово, а Новиот Завет е антитипското Божјо Слово. Едниот е исполнување на другиот. Двата ја заекнуваат својата важност. Не може едниот да го замени другиот, не. Никогаш не може едниот да го замени другиот. Едниот го исполнува другиот, го објаснува, го толкува и не може да постојат независно еден од друг. Потребни се и обата. Тоа е многу важно, бидејќи некои велат дека Стариот Завет можеме едноставно да го исфрлиме, не ни е потребен. Наводно Исус го исфрлил Стариот Завет, а ние разговаравме за Емаус. Која книга ја искористил Исус за да објасни се за себе? Проучувањето на Библијата било изведено од Стариот Завет, апсолутно. Во посланието до Коринќаните Павле вели дека се што се случило во пустината било за наша поука, апсолутно. Сега кога заклучивме дека ова е Божјото Слово и дека тоа било проповедано во вреки, со други зборови дека било ограничувано и забранувано, одиме на 6 стих. Тие, Стариот и Новиот Завет, имаат власт да го затворат небото, за да не паѓа дожд во деновите на нивното пророкување. И имаат власт над водите да ги претворат во крв и да ја поразат земјата со секаква неволја колку пати и да посакаат. Ако Бог вели дека нема да паѓа дожд, тоаш нема да паѓа. Секако ова се однесува на Илиината порака, кога Илија рекол дека нема да паѓа дожд 3,5 години. Тоа е тип на духовна суша која ни е прикажана овде во Откровение 11. Значи овде имаме во антитипски смисол пророштва кои кажуваат дека нема да паѓа дожд. Со други зборови нема да има излевање на Светиот Дух во голема мера. Имаат власт над водите да ги претворат во крв. Ако Бог вели дека ќе има одмазда, тогаш според Неговото Слово тоа и ќе се случи. И да ја поразат земјата со секаква неволја, колку пати и да посакаат. Значи ќе има Божји казни на земјата и во светот заради свесното непочитување на Божјото Слово. Дали гледаме свесно непочитување на Божјото Слово во светот? Да. Што се учи во училиштата? Креационизам или еволуција? Еволуција. А и начинот на кој луѓето во ова време зборуваат за Бога е ужасен. Тие го почитуваат сатаната. Тоа е дрско почитување на сатаната. Подигаат статуи на Бафомет во светските престолнини. Дали тоа се случува по светот? Апсолутно. Како што овде јасно се објаснува дека светот ќе биде лишен од Божјото Слово, тоа можеме и да го видиме. Но ни доаѓаат казните. И кога ќе го завршат своето сведоштво, со други зборови после 3,5 години, зверот кој излегува од бездната ќе војува против нив и ќе ги победи и ќе ги убие. Ова е неверојатно пророштво. Значи, за време на 3,5 години, за време на мрачниот среден век, тие сведочеле дека биле убивани луѓе, мачени до смрт, спалувани на клади, само заради тоа што верувале во Божјото Слово. И после тоа време, значи околу 1798 година, зверот кој излегува од бездната, зверот, според пророштвата, нели, представува политички систем. Тоа е политички систем, политички ентитет. Значи, ќе постои политички ентитет кој излегува од бездната. Тоа дефинитивно не е од Бога, туку од онаа другата страна.
ќе војува против нив, ќе завојува против Божјото Слово. И ќе ги победи, и ќе ги убие. Значи, во Откровението имаме веројатност дека ова е дословно пророштво, со големо влијание на универзалната состојба на умот. А што се случило после тоа пророштво за 1260 години? Што се случило околу 1798 година? Франција се побунила против се што било религиозно. И всушност ја забраниле Библијата. Ке зборуваме за тоа за момент. А филозофијата, која произлегла од она што се вика Француска револуција, станала светска филозофија. И Франција ја извезла таа филозофија во Соединетите Американски држави. Интересно е дека отците основачи себе се нарекувале според имињата на хероите од Француската револуција. Се нарекувале Робеспиер, Волтер, и меѓусомнено на тој начин и комуницирале преку писма. И целата таа идеја за слобода е пренесена. Целата таа идеологија од бездната е пренесена во светот преку Соединетите Американски држави. И Франција е таа која ја испратила во Соединетите Американски држави статуата на слободата, која е во суштина богот Митра. Таа ја има круната на Митра на главата и Луциферовиот факел во раката. И ја нарекуваат слобода. Тоа е интересно, а сега станува уште по-фасцинантно. И нивните трупови ќе лежат на улицата на големиот град. Кога Библијата зборува за голем град, тогаш се мисли на Вавилон, зар не? Да, се мисли на Вавилон. Значи во антитипскиот Вавилон, кој во термините на филозофијата на Француската револуција, која е антибог, заснована на разумот, како што ќе видиме, а потоа го имаме овој интересен стих кој духовно се нарекува Содом и Египет. Да не бидеме премногу политички некоректни, ама секој кој размислува ќе свати што представуваат Содом и Египет. Содом го представува развратот во сите негови облици. Дали Западот го има наследено тоа? Апсолутно. Но исто така во духовна смисла се нарекува и Египет, каде што нашиот Господ беше распнат. Дали Исус беше распнат во Египет? Не. Дали беше распнат во Содом? Не. Тие во суштина го распнаа духовно. Го распнаа на крстот, како да го направиле тоа буквално, така што го отфрлиле планот на спасението. Зборувавме порано за северниот и јужниот цар. Да. Овде се вели дека оваа филозофија во духовен смисол се нарекува Египет. Значи, ова е филозофијата на јужниот цар. И оваа филозофија на крајот од времето мора да биде победена од страна на филозофијата на северниот цар. Да. Ова е интересно. А Папската католичка црква го представува северниот цар. А овој овде мора да биде победен. Но прочитавме дека тие двајцата седат на иста маса. Всушност тие се другари. Каде и нашиот Господ беше распнат, бидејќи обата овие системи во кои во текот на 1260 години филозофијата на северниот цар го прогонувала Божиот народ. И таа филозофија била заменета со онаа која во духовен смисол е јужниот цар, која вели
Ајде да го исфрлиме Бога од нашите животи, ајде да ја распнеме на крстот оваа верска безсмислица, обата седат на иста маса и се вели дека филозофијата на Северниот цар повторно ќе се врати и дека повторно ќе го распнуваат Божиот народ. Интересно. И луѓето од народите и племињата и јазиците и народностите ќе ги гледаат нивните трупови 3,5 дена. Еве го повторно на бројање на денови. Значи, ова повторно има врска со пораката на Илија. Има врска со 1260 дена. И се вели дека нивните трупови лежеле 3,5 дена. И не ќе дозволат нивните трупови да бидат положени во гроб. Значи, што се случило овде за време на подигањето на тој филозофски политички систем, кого Библијата го нарекува систем кој излегува од бездната? Да го оставиме ова за сега, ќе се вратиме подоцна на тие стихови. Ајде да погледнеме цитат од големата борба. Големиот град, на чиишто улици биле убиени двајцата сведоци и каде што лежеле нивните тела, е наречен во духовна смисла Египет. Од сите народи за кои не известува библиската историја, Египет најбезошно се откажувал од Божјето постоење и се противел на неговите заповеди. Ни еден крал не се осмелил да подигне толку отворен и дрзок бунт против небесниот авторитет како што го сторил тоа египетскиот фараон. Тоа е филозофијата на Јужниот цар. Рековме дека ќе појаснеме кој е царот од југ. Сетете се дека тој не бил нерелигиозен. Тој има многу богови, како што дискутиравме. Значи, не барајте целосно нерелигиозен систем. Но тоа е систем кој силно му се спротивставува на небесниот Бог. И другиот систем му се спротивставува, ама измамливо, да. Изгледа како да му служи на Бога. Точно. Тој наоѓа начини да изгледа како да му служи, а всушност го негира. Значи, и двата система се против Бога. Кога Мојсей му донел порака од Бога, тој горделиво одговорил: кој е Господ за да го послушам неговиот глас и да ги пуштам синовите Израелеви? Не го познавам Господа, ниту ќе го пуштам Израел. Потоа, таа доста отворено вели: тоа е безбожство, атеизам. И народот представен овде со Египет, исто така ќе одбие да ги признае Божите барања и ќе покаже ист дух на неверство и пркос. Дали гледаме таков дух во денешниот свет? Да, и тоа на секој ниво. Големиот град исто така во духовна смисла е Содом. Расипаноста на Содом во престапувањето на Божиот закон се открила посебно во развратот. Ова е сосема логично. Да се негира вакво нешто би било да се исфрли целата логика преку прозор. Тој грев ќе биде главен белег на народот што ќе го исполни тоа пророштво. Ајде уште еднаш ова целосно да го разјасниме. Таа исто така кажала дека уништувањето на градовите на крајот на времето се однесува на Откровение 11. Значи, тоа не може да биде еден мал изолиран народ. Тоа е филозофија која се појавила во еден народ и била расејана по целиот свет. И кога таа филозофија ќе стане норма, ќе дојдат казните. Оган ќе падне од небото. И на оваа филозофија и овој разврат и на овој начин на размислување ќе реагира Бог лично. Да. Што ќе се случи како последица на тоа? Светот ќе биде сведок на тоа. И светот ќе биде насочен во правец на чија филозофија? Филозофијата на Северниот цар, која исто така е измама. Размислете за ова логично.
Кој е крајниот резултат? Целосно уништување. Значи, обата система се погрешни. Но светот, кога ќе ги види Божите казни, како едноставно исчезнуваат цели градови, ќе рече, мораме да побегнеме од ова, мораме да се вратиме кај сведоците. Ама онакви сведоци какви што ги представува Северниот цар. И така упаѓаат во следната стапица, која е уште полоши од првата. Полоша отколку првата. Тоа е ужасно. Значи, ќе биде како да велиме, ајде да го исушиме мочуриштето и да се ослободиме од секуларизмот и сите валканици, за да се придружиме на оваа религиозна институција или што и да е, но тоа е всушност Северниот цар, вавилонски конгломерат на сите религии заедно. Изгледа така добро, така христијански, но тоа е всушност Северниот цар. Ох, страшно. Ајде да читаме уште. Во исто време, анархијата се обидува да ги отстрани сите закони. Дали денес го гледаме ова? Не само божествените, туку и човечките. Централизација на богатството и моќта. Дали ова е денешен проблем? Дефинитивно. Големи издружувања за збогатување на малцинството на сметка на мнозинството. Дали ова е денешен проблем? Да. Здружување на сиромашните класи за одбрана на собствените интереси и барања. Дали денес имаме дух на немри? Бунт и крвопролевање? Ова е најважниот дел сега. Ширење на истите учења кои довеле до француската револуција по целиот свет. Сето тоа се стреми да го вмеша светот во борба слична на онаа што ја потресе Франција. Значи, ова вистинско случување, кое се случило во Француската револуција, во Франција, таа филозофија е пренесена во светот преку Соединетите Американски држави, која од Франција добила подарок. Статуата на слободата. И тоа случување ќе доведе ширум светот до борба слична на онаа што ја потресе Франција. Денешната младина мора да се соочи со вакви влијанија. За да може да се одржи среде такви пресвртви, таа треба сега да ги положи темелите на карактерот. Ова е многу тешко да се постигне, треба да се излезе од градовите. Во секоја генерација и во секоја земја, вистинскиот темел и пример за изградба на карактерот бил ист. Божествениот закон. Люби го Господа својот Бог со сето свое срце и својот ближен како себе си. Големиот принцип кој се одразил во животот и карактерот на нашиот Спасител е единствениот сигурен темел и единствен сигурен водич. Каде што беше распнат нашиот Господ. Овде се цитира од Откровение 11. Оваа подробност на пророштвото исто така се исполнила во Франција. Ниту во една земја не се открил на поочигледен начин дух на непријателство против Христа. Никаде вистината не е наишла на поогорчено противење отколку овде. Со прогонствата што ги подигала против сведоците на Евангелието, Франција го распна Христа во личноста на неговите ученици. Кој стоел за Француската револуција? Језуитите. Тие се насекаде. Еднаш држев предавање со наслов Револуции, тирани и војни. И ако ги читате историските книги, колку само народи биле згрозени од таа револуционерна филозофија на језуитите. И ти бе исфрлани од толку многу земји. Дури отците основачи, верни на нацијата, предупредувале против језуитите, но тие и покрај тоа се прикрале во таа филозофија. Ајде да се вратиме на Откровение 11 глава, бидејќи тоа е она со што се занимаваме денес. Значи, Франција во суштина ја забранила Библијата и ако тоа го примениме на крајот од времето, Библијата исто така ќе биде исфрлена од општеството како што била и тогаш. Да.
Таа не е дозволено да биде во училиштата, не ни е дозволено да учиме од неа, не ни се дозволува да го користиме Исусовото име, не ни се дозволува да се молиме. Насекаде тие забрани. И жителите на земјата ќе се радуваат и ќе се веселат за нив. И ќе си праќаат дарови еден на друг, зашто тие два пророка ги измачуваа жителите на земјата. Ќе има бунт против Божјото Слово. Ќе се радуваат, ќе се пијанчат и јавно ќе го исмеваат Божјото Слово. Да. Ќе го видиме ли тоа во наше време? Мислам дека тоа сега го гледаме, зарем не? Ќе си поигруваат со Божјото Слово. И по 3,5 дена влезе во нив живот, отворен дух од Бога, и застанаа на своји нозе, а голем страв ги обзеде оние кои ги гледаа. Значи Бог на крајот ќе го оживее сведоштвото и на светот ќе му биде дадена порака на предупредување. Бог ќе му даде живот на своето Слово. Значи, некој повторно ќе мора да почне да го проповеда Словото. Да. И предупредувањето на Илија. Значи, пораката на Илија треба да му се соопшти на светот, а пораката на Илија е всушност троангелската порака. Значи, Бог ќе има едно тело кое ја проповеда вистината и повеќето од луѓето ќе се спротивстават. 7 стих. И кога ќе го завршат своето сведоштво, зверот кој излегува од бездната, тоа ќе биде нели нација во буквален смисол, но исто така и една филозофија која ќе ги опфати другите народи, нации, посебно Соединетите Американски држави, а оттаму и целиот свет. А посебно христијанскиот свет. Ќе војува против нив и ќе ги победи и ќе ги убие. Ова е слика на фригијска капа која се носела во Француската револуција. Ова е символ на слободното ѕидарство, масонеријата. Ова е символ на служење на Луцифер. Ќе покажеме еден краток видеоклип кој покажува дека целосно истото размислување кое било присутно во Француската револуција е присутно и денес во светот. Дури кога станува збор за гилотињата. Па да погледнеме, ова е фасцинантно. Демонстрантите во Вашингтон поставуваат нешто што изгледа на гилотиња пред куќата на директорот на Амазон Џеф Безос. Секој дека познато е дека гилотињата се користела за обезглавување за време на Француската револуција. Првпат беше заблежена пред куќата на милиардерот Безос во неделата. Демонстрантите исто така поставија постери пред неговата куќа на кои пишува: "Одземете му ги парите на Џеф Безос и поддржете ги нашите сиромашни заедници." Организаторите велат дека Амазон работи директно со полицијата за да ги нагледуваат и да го зголемат апсењето на членовите на синдикатот. Тие велат дека сакаат да го укинат Амазон. Не се знае дали Безос во тоа време бил дома. Тие го прават токму она што ни го кажува духот на пророштвото. Исто учење, иста реакција, се дури до гилотињата. Еве протести во Порто Рико, во кои по улицата носат огромна гилотиња. Заем не гледаме расејување по целиот свет на истите учења кои доведоа до Француската револуција. Имаше еден напис во едно од нашите претходни епизоди во кој едно од службените лица на Берни Сандерс велеше гилотиња за богатите. Гилотиња за богатите. Значи, сакаме да се отарасиме од економскиот поредок онаков како што постои денес и да го замениме со нешто друго. Некои бараат оставка од гувернерот и демонстрантите носеа гилотиња до резиденцијата во која живее Васкес. Ајде да се вратиме на Откровение 11, стих 9. И луѓето од народите, и племињата, и јазиците, и народностите. Сега сме баш на едно универзално ниво. Ќе ги гледаат нивните трупови 3,5 дена и не ќе дозволат нивните трупови да бидат положени во гроб. Со други зборови, не можете навистина да го убиете Божјото Слово.
Можете само да се обидете. Значи од 10 ноември 1893 до јуни 1897, тоа се 3,5 години, значи, Франција во суштина го забранила Светото писмо. И ако ја земете таа филозофија на отфрлање на Светото писмо, да речеме во Соединетите Американски држави, тие навистина го забраниле со тоа што го исфрлија од училиштата, така што забранија негово читање и така натаму. И таа филозофија потоа се прошири по сите останати земји. Значи, ако отидете во некои земји кои се така наречени христијански земји, било тоа да е Австралија, Нов Зеланд, Јужна Африка, таму веќе не смеете ниту да го користите Исусовото име. А исто е случај и во Соединетите Американски држави. А да не зборуваме за Велика Британија и останатите. Филозофијата на Француската револуција, филозофијата на Јужниот цар владее со целиот свет. Да. И што се случило со неа? Ќе биде уништена од Северниот цар. Северниот цар ќе ја победи и потоа тие повторно ќе ги оживеат овие два сведока и ќе кажат мораме да се вратиме на Словото, доколку што кажавме порано, тие тоа ќе го спакуваат во филозофијата на Северниот цар. Каква страшна измама. И жителите на земјата ќе се радуваат и ќе се веселат за нив и ќе си праќаат дарови еден на друг, зашто тие два пророка ги измачуваа жителите на земјата. И по 3,5 дена влезе во нив живот отворен дух од Бога и застанаа на своји нозе, а голем страв ги обзеде оние кои ги гледаа. Ќе биде објавена Торангелската пора и повеќето нема да ја послушаат. Но оние кои се бојат од Бога ќе ја послушаат. Значи, во вистинската француска револуција била збришена цела една структура. Бил сменет цел политички систем. Поминавме од систем во кој црквата владеела на целосно секуларен систем. А потоа ќе се преврти на крајот на времето, кога Северниот цар ќе ја поврати својата моќ и целиот свет ќе тргне по него. Што се случуваше за време на Француската револуција? Еве една слика од Божицата на разумот. Ова е интересно. Зеле проститутка од улицата, ја облекле како Божица со сончеви зраци над главата, и ја довеле до катедралата Нотр-Дам. Многу интересно. И таму ја востоличиле на местото на Бога како Божица на разумот. Интересно. Потоа и се поклониле и изразиле почит. Затоа разговаравме порано, кој вели дека со светот треба да управува разумот? Језуитите, да. Тие и самите себе се направиле богови. Која земете филозофијата на језуитите, например, Декарт. Декарт бил језуит. Волтер бил језуит. Сите тие биле језуити. Декарт рекол, мислам, значи дека постојам. Еднаш држав проповед и ја насловив, мислам, значи тој постои. Се сеќавам на тоа, ќе поставам линк за проповедта. Да, бидејќи ти мисля дека нивниот разум и нивната интелигенција ќе постават стандард за она што е добро, а што зло. Ним не им е потребен Бог. Но фактот дека јас можам да мислам, укажува на тоа дека постои Бог кој ми дал способност да мислам. Значи дека морам да му се покорам на Бога. Затоа јас повеќе милувам да кажам мислам, значи тој постои. Во секој случај, оваа Божица на разумот е исто така изрезбана на оној камен во Џорџија, за кој порано зборував. Значи, ќе се случи општо распространување на оваа идеја за разумот по целиот свет. Еве еден интересен напис од сегашна вистина, 11 том, од Вагонер. Дали Римската црква се има покајано заради овие нешта? Дали некојаш се има одречено од инквизицијата? Не.
1882 година доминиканскиот свештеник Монсабре отворено ја бранел инквизицијата од говорницата во Нотр-Дам. Колку милиони маченици били убиени во името на христијанството од страна на крајно нехристијанската и антихристијанска сила, католичката црква, нема никогаш да се дознае се доека мртвите, малите и големите не застанат пред Бога. Што се случи од неодамна со црквата Нотр-Дам? Уште од тогаш таа е символ на надежта за Париз, знак на моќ, ако така сакате. Таа исто така била и дом на мачителите за време на инквизицијата. Таа со векови била база на аджиите. Таа е храм на разумот. Таа исто така, верували не, била скривалиште на врачари кои се криеле таму. Таа исто така била изборно место на надреалистичко движење. Таа исто така и црква на цареви. Токму тука, на 2 декември 1804, Наполеон Бонапарта се крунисал како цар на Франција. Последен пат била реставрирана 1830 година, а тој проект го надгледувал никој друг, туку Виктор Иго, авторот на романот Звонарот на Богородичната црква. Таа кон крајот на 19 век станала центар на Париз, кога Осман, архитектот кој направил нов проект за градот, ја ставил катедралата Нотр-Дам на централното место. Сите патишта кои водат кон Париз завршуваат кај Нотр-Дам, а таа сега гори. Не можам да не помислам дека Бог му праќа порака на човештвото. А каква е реакцијата на човештвото? Спасете ја. Испратете милиони, подигнете фонд за реизградба. А кои се тие кои даваат пари? Зарем тоа не се најбогатите на светот? Некои поединци во одредени црковни институции исто така праќаат пари. И јас мислам дека парите може да се потрошат на попаметни работи, освен за величење на институција за мачење и за отпор против Бога. Но мене ми е интересно тоа што човештвото повеќе се грижи за поправка на тој символ на пркос против Бога, отколку да слуша што Бог има да каже. Да. Па можат да ја реставрираат и можат да ги вложат сите своји пари во неа, но на крајот Бог повторно ќе ја уништи при конечното уништување кое ќе биде за секогаш. А филозофските последици се секако огромни. Значи, при еден ваков начин на размислување, Стариот и Новиот Завет, двајцата сведоци, се уништени. Сега имаме ваков систем во светот. И заради тоа што тој систем на крајот ќе доведе до анархија и болка и до Божји казни, ќе дојде до пресврт, како што рековме, назад кон северниот цар. Точно. Демонстранти ја палат Библијата и американското знаме, додека растат тензиите во Портланд. Дали ги гледаме истите работи кои се случуваа и за време на Француската револуција? Сега се случуваат токму истите работи. И секако луѓето што размислуваат гледајќи на ова велат, што им прават тие на двајцата сведоци? Еве ја Француската револуција, а од неа потекнала секако и декларацијата за човековите права. Заедно со језуитските филозофи, патем речено. Не можам доволно да го нагласам ова. Ова веројатно е најужасната организација која било кога и било дозволено да процвета на оваа планета. И јас не сум единствениот што го вели ова, и председатели на САД го имаат говорено истото. И ако ги погледнете нивните филозофии, јас за тоа разговаравме порано, ништо се нема сменето. Тие толку дрско се противат на Бога, што е просто неверојатно. А тоа е таква измама, бидејќи тие себе си се представуваат како многу пристојни, свети луѓе. Да, тие се нарекуваат друштво на Исусовци.
Мене ми е неверојатно дека Француската револуција ја донела оваа декларација за човековите права и тоа во форма на 2 камени плочи, поврзани секако со палка од прачки, поврзани во единство со Рим. Нема сега да држам предавање за тоа, но оваа отворена ароганција е целосно неверојатно. Секако сето тоа се наоѓа под севидечкото око, кое е едно од символите на изуетскиот ред. И тие го заменуваат Божиот закон и Божјото слово со човекови права. Многу од тие символи се поврзани и со новиот светски поредок. Но интересно е како тие го поврзуваат тоа, односно, ние можеме тоа да го поврзаме со филозофијата на Јужниот цар. Да, апсолутно. Сето ова е против Божјото слово. И за несреќа, повеќето од луѓето очекуваат дека овој спасител, односно спасителска институција, ќе биде христијанска, но тоа ќе биде Северниот цар. Апсолутно. А папството секако ги одредило човековите права како обавезен дел за целото човештво. Еднаш одржав едно предавање кое носеше наслов "Тие го обезвреднуваат твојот закон", во кое расправа за човековите права и покажав дека секоја од тие битни работи, има многу работи кои на прв поглед изгледаат како добри, но секоја од нив е всушност против Бога, против 10 заповеди, во целосна спротивност на 10 заповеди. А ѓаволот секојаш бил мајстор да ги преврти работите. И како само секојаш успева да ги представи работите на многу прифатлив начин, а тие се во суштина во целосна спротивност на Словото Божјо. Можеби можете да ставите линк за тоа предавање. Значи, Декартовата филозофија, таа језуитска филозофија е пренесена потоа во делото Ера на разумот, кој го напишал Томас Пејн. Еден од, да го наречеме, филозофите на Соединетите американски држави. Еден од најрасипаните луѓе од окултниот свет, кој некојаш ја срамотел оваа земја. И ова се доста тешки зборови, но тоа е едноставно факт. Филозофијата на овој човек, оваа чиста луциферијанска филозофија, ја одработила својата работа и се вовлекла во културата, ја вовлекла оваа филозофија во светот. Исто така постои еден линк кој ќе го поставам во еден документарец за верата на отците основачи. Сетите се на оној стих каде се вели тие ќе се веселат и отворено ќе му се спротистават на Бога. Дали го гледаме тоа денес во светот? Дали тоа го гледаме во САД? Сега, колку далеко досега ова спротиставување во едно видео кој се гледа на стадион во Соединетите американски држави на кој преку 1000 музичари и најмалку десетици илјади луѓе постапуваат целосно спротивно на сето она што го представува Библијата. Тие овде ја пеат песната "Автопат до пеколот" од AC/DC. Самото име секако значи сексуална прилагодливост. Никој нема да се шегува со мене. Еј, сатано, исплати ги моите долгови. Свирам во рок група. Мамо, погледни ме. На патот сум кон ветената земја. На автопатот за пеколот сум. Не мораме да слушаме понатаму. Мислам дека ја добивме сликата, да. Дали постои отворено спротиставување на Бога и на Неговото Слово? Апсолутно. Еден состав, како што е AC/DC, кој може да напише толку дрзок текст, кој е вперен против Бога, и музика која треба да биде вградена во други организации
и нивната музика да се слуша дури и од малите деца, така што и тие да бидат вовлечени во ова. Ова е оној вид на бунт за кој зборуваме. А родителите не го сваќаат ова секогаш. Да, видите, каде е најмоќното место на кое што сатаната може да удри? Детскиот ум. И тој удира на нив преку цртани филмови. Точно. Бидејќи најчесто родителите не ги гледаат цртаните филмови со своите деца. Ајде да го погледнеме ова. Ти овде употребиле музика од бендот AC/DC за да им ја пласираат на децата. Fire? Oh yeah, it happens all the time. You guys only hear about the big ones. Јас прилично го скратив ова, бидејќи тука оди целата песна. Неверојатно. Значи, отпорот кон Бога е целосен. А доаѓаат Божите казни. Имаме цитат во духот на пророштвото, односно цитати дека илјадници градови ќе бидат уништени. Од суштинска важност е Божиот народ да го согледа предупредувањето и кога Бог ќе го отвори патот, да ги напуштат градовите, бидејќи дури и според нивните временски рамки, овие настани само што не се случиле. Јас лично мислам дека работите нема да се променат, ќе стануваат од лошо по лошо. И верувам дека живееме на самиот крај од времето на милост, кога оваа конечна порака ќе биде испратена до светот. А ние само ја допревме книгата на Откровението, 11 поглавје. Ќе го поминеме и остатокот и ќе видиме каде всушност одиме. Но бидејќи веќе долго разговараме, можеби ќе треба да продолжиме во следната епизода. Ви благодарам. Ќе завршите ли со молитва? Да, но пред да се помолам, ве молам, не ги забравете Божите ветувања. Немојте да мислите само на темната, зла судбина. Да, таа е тука и казните доаѓаат и ние сме предупредени. Но држете се до Божите ветувања. Да се помолиме. Татко наш небесен, ти благодариме на Твоите ветувања во Словото. Знаеме дека доаѓа крајот на бунтот на оваа планета. Ние сме на некој начин благодарни заради тоа и копнееме за повторното воспоставување на сето она што е свето, праведно и добро. Но исто така знаеме, Господе, дека мнозина, дури и мнозина нам драги луѓе се заробени во таа филозофија. Дури ако оваа филозофија биде победена од страна на Северниот цар, мнозина од нив ќе бидат повторно заробени во таа филозофија, не сваќајќи дека побегнале од врелото тавче за да завршат во огнот. Таа измама е длабока и се молам да ни дадеш мудрост за луѓето да можат да ја увидат и да се држат до Божјото Слово онакво какво што е, а не онакво како што другите го прикажуваат. Нека се држат до Божите заповеди и до верата Христова. Тоа е мојата молитва во Христово име. Амин.